акција во Струмица започна во предпладневните часови, кога екипи на МВР и обвинителството влегоа во кругот на фирмата во близина на селото Сушица, каде што освен магазинот има и оранжерии наменети за производство на канабис. Дека се работи за големи количини, можеше да се заклучи од конвојот на 20 на различни товарни возила кои пристигнаа на самата локација. Ова позади мене е само еден од камионите во кој денеска се транспортира марихуаната што е запленета во Струмичкиот регион. Акцијата започна во раните утрински часови и според најавите ќе трае до доцна во ноќта. Шлеперот позади мене е само едно од 20-ната возила во кои што треба да биде пренесена запленетата марихуана. МВР акцијата ја спроведува во координација со Царинската управа и надлежната комисија за контрола на одгледување и обработка на растенија со фармацевтска употреба при Министерството за здравство. Во соработка со јавниот обвинител за организиран криминал се преземаат мерки за утврдување дали неодамна запленетата марихуана во Република Србија потекнува од нашата држава. Се преземаат мерки и активности заради утврдување на фактите дали неодамна запленетата марихуана во Република Србија потекнува од нашата држава. Со оглед на тоа што едно од осомничените и приведени лица во Република Србија е дел од собственичката структура во правното лице од Скопје, извршени се детални проверки и контроли на количината која е затечена во правното лице и целосната документација која што е пронајдена во просториите на правното лице. Врз основа на пронајдената документација од страна на Комисијата од Министерството за здравство сочинете записник во кој се констатирани низа неправилности при работењето и голема неусогласеност во однос на количините кои правното лице ги поседува, произведува, набавува и оттуѓува. Од МВР информираа дека заедно со формираниот тим при основното јавно обвинителство продолжуваат со преземање на мерки и активности за целосно расчистување на случаите, а по целосното завршување на акцијата ќе бидат соопштени дополнителни информации и резултати од истрагата. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. Од ВМРО ДПМН обвинуваат дека над 2/3 од запленетата дрога е од фирми на кадар на СДС. Над 2/3 од 27 тони запленета дрога е од фирма на кадар на СДС, соработник на Зоран Заев. Фирмата ЦБД Медплант во формална собственост на Христијан Котев, а реална на неговиот татко Тони Котев, викан Мкчев, кој е поранешен претседател на општинската организација Ново село на СДС и близок по бизнис со Вице Заев и Гидан Колев, во периодот од 30.6.2025 година па се до ноември 2025 година има испорачано 19 тони марихуана према Скопската фабрика по документ испорачана количина. Дополнително, утринава од струмичката фирма биле изнесени 21 тон дрога. По овие сомнежи и индици за поврзаност на СДС, Заев и Филипче, бараме јавното обвинителство да го истражи случајот и бараме одговори за случајот со запленетата дрога. Дали има вмешаност од страна на Заев? Без поддршка од структури високо во власта, во МВР, во царина, во други институции не може да се шверцуваат тони и тони дрога, велат во реакцијата испратена од СДСМ, а за медиумската кампања и дефокусот со наводни заплени на големи количини во земјата исто така. Ако се запленете 40 тони или повеќе и тоа нелегално произведена марихуана, тогаш повторно вината е кај власта, велат од СДСМ, кој дозволил нелегално да се произведе и да се чува марихуана изминатите 2 години. МВР, здравство, земјоделие. Која институција, прашуваат од СДСМ. Откако доби нов мандат, Мицковски одлучи да ги укине позициите под председател на ВМРО ДПМН, за како што вели да не влијае во изборот на негов наследник за 4 години. Но опозицијата прашува дали ова му дава апсолутна моќ. Политичките аналитичари велат дека потегот е оправдан. Партиското кадровско освежување на ВМРО ДПМН, укинувањето на подпредседателските функции, но и вклучувањето на нови имиња во раководните тела на партијата, секогаш носи нова енергија, оценуваат експертите по реконструкцијата на владеачката партија. Според аналитичарот Арсовски, укинувањето на подпредседателите ќе значи еднаков терен за оние кои претендираат да дојдат на чело на партијата по мандатот на Мицковски. Укинување на подпредседателските функции. Јас тоа го толкувам како обид на Мицковски да не избере фаворити пред да почне изборот на неговиот наследник, бидејќи тој најави дека ова ќе биде неговиот последен мандат. Второто е изборот на генерален секретар, кој означува можеби малку потврда позиција на ВМРО ДПМН визави евроатлантските интеграции, како некаква политичка
изборот. Според Арсовски, промените во партијата се дел од пакетот и на најавената владина реконструкција. Мислам дека е тоа се дел од еден по-широк политички пакет кој има за цел да направи некакво освежување и се поклопува со изјавата на премиерот дека не треба да очекуваме брзи предвремени парламентарни избори. По промените во извршниот комитет на ВМРО-ДПМН, опозицијата реагира дека Мицкоски ги отстрани сите подпредседатели за апсолутно да владе и со партијата и со институциите. ВМРО се враќа во времето кога службите беа главни во партијата додека се спроведува грабеж. Вели дека во мај-јуни ќе има реконструкција на владата за да постави уште некои своји луѓе кои му требаат. Уздите ги стави во своји раце и продолжува со ограбувањето на државата во својот најтесен круг на пријатели. Тоа се реформите во ВМРО наместо нови лица, стара банда. ВМРО-ДПМН пак возвраќа, обвинувањата на СДСМ се неосновани. ВМРО-ДПМН спроведува внатрепартиски реформи согласно статутот и со јасна цел – ефикасна, одговорна и европски ориентирана партија. Обвинувањата за наводна контрола врз институции и медиуми се неосновани и доаѓаат од структури кои со години ја злоупотребуваат државата и сега се плашат од одговорност. Оние кои повторно ја добија довербата на Мицкоски да останат дел од невисоките тела на партијата, но и новите кадри, најавија дополнителна енергија и внатрешна кохезија. По состанокот, лидерот на ВМРО-ДПМН објави дека претеникот Драган Ковачки е новиот генсек, а досегашните подпредседатели остануваат во извршниот комитет. Владимир Неловски останува на позицијата шеф на кабинетот на Мицкоски. Ивица Томовски е новиот организацијски секретар на партијата. Како дел од извршниот комитет остануваат и пратениците Мицевски, Стојановска, Милошовски, Мизрах и Панова, а им се приклучува и Бојковска. Градоначалниците на Скопје и Охрид Ѓорѓиевски и Пецаков, портпаролката на владата Митева и владиниот генсек Игор Јанушев. Нови имиња кои треба да станат дел од извршниот комитет ќе бидат познати по завршувањето на огласите за нови председатели на униите на ветерани, жени и млади сили. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. Сојузот на синдикати го објави планот за блокада на собранието во вторник, ќе ги затворат сите влезови кон зградата за пратениците да не можат со автомобил да стигнат на работното место. Председателот на собранието вели дека во понеделник на координација ќе одлучат дали ќе ги одложат работните обврски за вторник. Влезовите на собранието во вторник ќе бидат блокирани. Сојузот на синдикати ја објави мапата за најавениот протест. Собирот ќе почне во 9 часот наутро на улиците 11 октомври и Даме Груев. Со блокадите ССМ ќе прави притисок да се изгласа минималец од 600 евра и раст на сите останати плати за 100 евра. Синдикалците велат срамно е пратениците да добијат зголемување на платите од 250 евра, а работниците само 25 евра. Пратениците цела година молчат за предлогот на ССМ за зголемување на минималната плата и за зголемување на сите останати плати. Истите пратеници кои уживаат право на собраниско бифе по ниски цени и трошоци за патување до нивното работно место е нешто што им го скратиле на работниците и нешто што не им го утврдуваат како право на храна и превоз на работниците. Пратениците први ќе се соочат со работничкиот гнев, а преку блокадата ќе ги оневозможиме тој ден да наплатат патни трошоци, кои надминуваат и 100 евра за еден ден, да дојдат пешки или со градски превоз, онака како што одат на работа работниците, стои во соопштението на ССМ. На денот кога се најавени блокадите според собранискиот календар, се закажани една пленарна седница и 2 комисии. Како ќе работат пратениците и дали можеби ќе се одложат седниците, спикерот Гаши за Сител вели дека ќе се договорат на координација во понеделник. Синдикатите добија поддршка од СДСМ кои веќе поднесоа предлог закон за 600 евра минимална плата. А преку своја математика лидерот на партијата Филипче предложи да се скрати дел од 2 ставки во буџетот и преку ребаланс да се обезбедат пари. Ваквиот предлог ВМРО-ДПМН не го прифати и го повтори ставот дека за висината на платите синдикатите треба да се договорат со работодавачите. Сојузот на синдикати на Македонија веќе поднесе иницијатива до собранието за намалување на функционерските плати за 80%. Според нивниот предлог, тоа може да се направи така што за основица ќе се земе минималната, а не просечната плата, а коефициентот за сложеност ќе се намали за 40%. Блокадата на собранието е прва на план листата. Веќе во четврток синдикатите ќе се соберат пред Стопанската комора, а на 17 февруари ќе ги затворат сите службени влезови на владата. Мартин Арсов, Сител телевизија. 2 случаи позитивни на шуга се потврдени во касарната во Велес. Станува збор за професионални војници.
Шуга се шири во Велешката касарна. Двајца новопримени професионални војници завршија во изолација, откако им беше диагностицирана заразната кожна болест скабиес. Неофицијално кожната болест кај едниот војник е диагностицирана во четвртокот, а кај другиот вчера. Но будно се следи дали некој друг е заразен. Секој што ќе пројави симптоми ќе биде испитан од службите во војно-медицинскиот центар. Од армијата за Сител ги потврдуваат случаите, тврдат дека се преземени сите мерки за спречување на заразата. Пред почетокот на обуката се обезбедени соодветни услови за сместување, престои работа во согласност со армиските стандарди. Пред сместувањето на персоналот извршена е комплетна дезинфекција на просториите, а на користење се дадени чисти и исправни постелнини и кевиња. Капењето на војниците е организирано и се спроведува плански и во соодветни услови, појаснуваат од армијата. Шугата е заразна болест која ја предизвикува ситен паразит. Предизвикува силно чешење и се пренесува преку заедничка облека, постелнини или пешкири. Се јавува онаму каде што имаме лоши хигиенски услови, односно при една ниска општа и колективна култура. Потребно е да се изолираат и лицата дури кои што немаат симптоми, затоа што инкубациониот период може да трае, како што реков, од 4 до 6 недели. Тоа значи дека веќе тие лица се заразни и го пренесуваат заболувањето, затоа е потребно сите да бидат изолирани. Од армијата дополнуваат дека во изминатиот период се организирале настани со присуство на стотици војници. При тоа не било евидентиран ваков тип на заболување. Заразените професионални војници биле примени во АРМ на крајот на месец декември. Габриела Лескова, Сител телевизија.